prijetno je kога se dobiva takvi priznanje, iako jaz ne sam od onih koji se isključitelno posveteni na dramskата umetnost, tako što ova za mene je malo iznenaduvanje, pravo da vi kažem. Inaku, milo mi je što sam tuka. Prv pad bev točno pred 30 godini, koga se igraše prvata predstava moja Големиот смок od trilogijeta Večna igra. I evo сега po 30 godini dojdovme i do ova priznanje. Kako je čustvото? Čustvото je odlično, odlično. Особено što odavno ne sam bil vo Prilepi, gledam da je gradot razubavен, mesото je prekrasno, čustvото je ubavo, gledam. Pa ja sledam, mislim. Kada je teatar? Pa znate što, nije ke vidim kada je teatar po 20-30 godina. Bo to je glavni problem. Jaz, na primjer, koga počnav, tamo 86. godina pa do 9. godina odeše ona dramska trilogija, Големиот смок, Сенката и Пуста земја, тогаш не само во Македонија, тој и во Југославија актуелни беа некои сосема други теми. За тоталитаризмо, те ке ни се случи ова, ке ни дојдат од оваа страна, од онаа страна. Меѓутоа, јас уште тогаш чувствував дека растројството ќе дојде од натре. И дека главните теми се во нас самите. И така беше тоа и поставено. Во Сенката со овие кражби кои многу подоцна се покажа како она позната транзиција во Сенката со жртвувањето на децата и во Пуста земја со разнебитувањето на целиот народ, до губење на свест, на меморија, на јазик и така натаму и така натаму. Тоа беше пред 30 години. Што представува фестивалот за театарската уметност? Данас тој веќе е 52-ро издание. Ова е извонредно едно место каде што сепак во еден краток период можеме да го видиме онај најдобриот пресек кој постои во Македонија одеднаш и да се направи некаква рекапитулација. Инаку, јас лично не сум толку голем поборник на тие манифестни култури. Повеќе сум за она базична култура. Мислам, театарот треба да се одвива пред се во театарот, а овие се така манифестации кои просто го туркаат малку напред и му даваат една посебна арома. Дојдовме до 52-то издание на фестивалот. Тоа е една бројка завидна. Одбрав представи околу 12 во официјалната конкуренција, 8 во пропратната. Вкупно имаме 20 содржини, секој ден по 3. Се надевам, како и другите години, публиката ќе биде задоволна, бидејќи сме талентиран народ. Драмската уметност ни е нас како второ јас на сите наши драмски уметници. А сега, бидејќи многу кажував овие денови, ќе им го стапам местото на нашите главни покровители на Министерството за култура на Република Македонија, во личноста на господин Роберт Аладжозовски и на градот Прилеп во личноста на градоначалникот Маријан Ристевски. Театарскиот фестивал Војдар Чернодрински представува еден од најголемите културни брендови на градот Прилеп и Република Македонија. Задоволство е да како град домајкини бидеме по 52-ри пат домајкини на овај фестивал. Се надевам дека прилепската и македонската театарска публика овие 7 дена ќе уживат во градот Подмарковите кули, ќе бидат изведени голем број на представи од многу театри од Македонија и нека победат најдобрите. Сепак да повторам дека ова немаше да биде на толку високо ниво издигнато,
доколку немаш огромна помош сите овие години од Министерството за култура, локалната самоуправа и бизнис секторот кои што се секогаш партнери го поддржуваат овој фестивал. Фестивалот Војудар Чернодрински ќе продолжи и понатаму да се развива во една форма која што навистина ќе може да се презентира театарската култура не само на македонската јавност, туку и на меѓународната јавност, така да имаме ние некои идеи заедно со директорот и локалната самоуправа, се надевам дека во иднина ќе ги реализираме тие идеи. Па, јас сум особа која многу често иде во природа, да не кажам од детството, и тоа влијание на природата решив пред 12 години да го пренесам на моето платно. Од почеток беа сосема други пейзажи на душата, со време прерасна во други композиции, така да сега ова што го гледаме во Прилеп е нешто што го работев последните 2 години. Што направи, публиката ќе оцени. Што насликав, мислам, да. Мислам дека денес славиме 20 години. Значи, јас му благодарам на сите култура на Република Македонија, почитуван градоначалник со љубов и пријателство. Изложбата е ова што гледате. Го поздравуваме и изразуваме особена благодарност и до градоначалникот на град Прилеп, кој секогаш се го обесил театарски фестивал Војудар Чернодрински Прилеп. Се заблагодарувам за убавите зборови и за големата чест што ми ја кажа. Истовремено, не можем да не се подсетам на зборовите на Шекспир, кој во Хамлет вели дека признанијата зависат од добрината на оно што ги дава, туку само како авторчи некои дела повеќе по волја на судбината, одошто според лична желба поживееле на себе. Но колку што е моето присуство тука случајно, толку е стварна моето уверението, барајќи е класичната хармонија меѓу поезијата и стварноста, што е споменува Артур Рембол. Драматизацијата или филмувањето на буди кои се по дефиниција невидими. Тоа е и основната противречност на театарот или на филмот. Не е доволно нешто да биде видливо, за да стане и просто. Колку и да е тој пример голем и недостижен, таа потреба да се задоволи и да се нахрани публика може да се посматра и како пат кон подобар живот, како добар бизнес, како што се вели денес.
на 52-то издание на театарскиот фестивал Војдан Чернодрински ја има можноста заедно со вас да уживам во театарската уметност. Во текот на изминативе години театарската сцена представуваше нераскинат дел и сведок за мојта на уметничкото изразување и развој на овој фестивал на домашни и меѓународни рамки. Голем е бројот на уметници кои низ годините останаа запаметени на оваа сцена, по нивното маестрално пренесување на пораките кон публиката, кон општеството, кон светот. Уште еднаш му честитам на академик Митко Маџунков, овогодишен добитник на наградата за животно дело. Овој фестивал е еден од многуте културни настани кои се одвиваат во Прилеп и се дел од фестивалскиот туризам на кого што локалната самоуправа посветува огромно внимание, а со тоа се рефлектира со бенефит и на локалната економија. Се надевам дека конечно ќе се исполни сонот на сите прилепчани да добијат нов театар, храм на прилепската и македонска театарска култура. Ќе пуштам уште една во истиот правец, но многу повнимателно и така. Сеньор Антонио, ставајќи ги обете стрели на ризик, јас обете ги наоѓав. Сеньор Антонио, ако вам ви е поволја да пуштите уште една стрела во правецот каде што ја пуштивте првата, убеден сум 100%, зашто ќе внимавам на целта дека или обете ќе ви ги вратам, или втората што ја ставивте на ризик ќе ви ја вратам, останувајќи ми нели благодарен за таа првата. Басање, не молам. Кажете ми што да ставам, а можам да сторам по ваше мислење. Јас никога сум во пресетен. Меѓу нив, нивни соперник да бидам во душа, ма нешто ми вели дека со сигурност би слагал.